Добро, благодарам председателке Кузмановска, почитувана колешке, почитувани присутни. Да почнеме од крајот, да се објасниме, иако колешката кажа дека е шумарски инженер. Еко дрво постои во Македонија, веќе има на неколку локации поставено, има во Тетово, може да отидете кај господјата Арифи. Тоа е малце покомплексен систем од можност за прочистување на воздухот. И од тој аспект функционира веќе во Тетово. Кога веќе функционира во Тетово, идејата на дел од пратениците на ВМРО-ДПМН беше да се постават такви и во други градови низ Македонија. Така да, мислам, еве, еден новитет може и да, како ви кажат луѓето, додека сме живи, учиме. Во другиот сегмент, јас се обидов со внимание да изслушам дискусијата на колешката. Помалку може и немирни бевме од место да фрлувавме, ама имав чувство дека го читате образложението на буџетот. Што ние како пратеници веќе сме го направиле. Индивидуално во моментот кога сме го добиле материјалот од буџетот. Ги знаеме статистички податоците и колку е предвиден дефицитот, и колку се предвидени приходите, колку се предвидени расходите, бруто домашниот производ, колку секое министерство има предвидено суми по кои програми, сето тоа го пишува во буџетот. Јас помалку не ја разбирам дискусијата за буџетот на тој начин, ја разбирам дискусијата на буџетот да процениме дали тоа што вие како што велите планираме, ние не планираме, Министерството на финансии планира, ние одобруваме. Дали треба да ги одобриме плановите на Министерството на финансии и на владата на Република Македонија од повеќе аспекти. Првиот аспект е можноста. Дали ова се базира на реални основи? Проекцијата. Сите проекции кои што сте ги направиле, а се поврзано со буџетско планирање, од првиот ребаланс кога ја превземавте власта, па онаа одлука за пренамена на средства, па буџетот за оваа година, па ребалансот за оваа година, сите предвидувања ви се катастрофално погрешни. Во делот на бруто домашниот производ, например. А тоа е основа по која што се проектира големината на буџетот. Значи, одговорно би било како пратеници да разговараме зошто владата на Република Македонија 18-19 месеци од кога е на власт, не успева ниту еднаш, нити приближно да направи точна проекција на бруто домашниот производ. Фрапантни разлики, по цели процентни поени. А не се случувало. Има секогаш поместување нагоре надоле, но толкави големи дискрапанци кои што не ги збориме само ние, видете ги извештаите на Светска банка, на ММФ, на Европска унија, па споредете ги со проекцијата од вашата влада, ќе видите дека најмалце по 1% поен се разликуваат, а тоа во бруто домашен производ е огромна разлика. Сега, во таа смисла, колешке, ние како опозиција ќе критикуваме, нормално, да ги најдеме слабите страни, вие како власт можете да браните, но треба да дадете објаснување, не да ни го прочитате колку ќе биде бруто домашниот производ, сме го прочитале тоа сите. Туку да ни дадете образложение зошто иако оваа влада со истиот министер 3-4 пати досега прави страотни промашувања, зошто вие како пратеник верувате дека баш овој пат нема да има промашување во проценките. Ете, тоа е еден аспект кој што ние како пратеници можеме да го дискутираме. Исто така можеме да дискутираме не за тоа колку кое министерство добило пари, тоа го знаеме, рековме, го читаме сите, го имаме материјалот и така натаму. Можеме да дискутираме за тоа дали е така исправно. Зошто толку многу пари отишле за еден ресор, а не отишле за друг ресор? И тоа од повеќе аспекти. Од аспект на политики, пример. СДСМ повеќе се залага за една работа, ВМРО за друга, ДУИ за трета, ромските партии за четврта, турските партии за пета работа, како проекција. Но, исто така имаме целосно право да дискутираме и за спремноста на министерствата да ги акцептираат тие средства и во суштина да ги реализираат. Вие се фалите овдека со сумите предвидени за Министерство за образование за следната година, ама колешке, страшни се тие суми кои што со ребалансот пред 2 недели
950 милиони денари, милиарда денари, ги отстранивте од Министерството за образование, заради тоа што Министерството за образование покажа целосна неспремност и отсуство на капацитет да направи било што. Општо зборам сега спрема сите. Не, да не ме сватите лично. Значи, зборам како треба да се одвива дискусијата за буџетот. Значи, ние треба да видиме во ред е тоа да предвидиме толку пари за Министерство за, ајде да не ме сватите погрешно, за земјоделие. Ама да направиме анализа и да дискутираме за анализата на капацитетот Министерство за земјоделие да испорача резултат со тие пари. Зашто не трошиме мои и ваши пари, трошиме пари кои што се собрани од граѓаните, од даноците. И да видиме дали тие пари даваат некаков ефект. Колку и пари да потроши Министерство за земјоделие, ако јаболкото е пола денар, ако сливите во Беровско, во Делчевско ги фрлаа по улиците, ако бостанот летоска во Струмица го фрлаа по улиците, ако праските во Росоман ги фрлаа пред неколку месеци, нема ефект. Не 140 милиони, не 160 милиони, 260 милиони да им дадеме на Министерство за земјоделие, ако земјоделците не добијат никаква добивка од тоа, бадиела. Тоа треба да го дискутираме ние. Пак ќе речам, поедноставно е да земеме да прочитаме овие работи што вие ги прочитавте, но не е одговорно така. Треба да дискутираме и за начинот на кој што се прибираат средствата во буџетот, така? Или, за мене сосема легитимна дискусија е вие или било кој друг пратеник да излезе на говорници и да каже: да, почитувани граѓани, не заради мене или заради колегите што се тука присутни, туку заради вашиот кредибилитет утре кога ќе се вратите на избори, да кажете: да, ние ветивме дека ќе го намалиме државниот долг и дека нема да продолжиме да ја задолжуваме државата. Едно време велевте исплаќаме долгови од претходната влада. Ама сега што правиме пред вадена министеров што каже дека во апсолутна бројка долгот на Република Македонија е зголемен и во процентуална и во секако. Прв пат министер за финансии од СДСМ призна дека долгот не само што не го исплаќате тоа што нели таа лошата влада со бабароги што беше од претходно, туку не само што не го исплаќате долгот, туку и го зголемувате долгот. Тековно исплаќате долгови, ама повеќе зимате, повеќе се задолжувате од колку што исплаќате. Така? Затоа е зголемен долгот на Република Македонија, а вие колешки и другите колешки присутни колеги на сите ваши средби што ги имавте, било на телевизија, било на митинзи, било на оние локални малски средби, велевте, ветуваме, значи велевте пред граѓаните, ветуваме дека ќе го намалиме долгот на Република Македонија. И сега тоа не го правите. И сега ние, ако ви го спомнеме, може и лично да сватите, ама тоа е веќе политика и тука треба да дадете сериозно образложение зошто тоа што сте го ветиле, правите спротивно на тоа. Ветивте дека ќе ги вратите парите на граѓаните. Втора работа. И сега не само што не ги враќате парите на граѓаните, не само што не ги враќате парите на граѓаните, ги зголемувате даноците. Ама, добро, бе, колешке, полека, колешке, ќе се образложиме. Зголемивте акциза. Така? 3,54 денари. Цената на нафтата и на бензинот во Македонија во последните 10 години никогаш не била повисока. Сега падна 3 денари, 3,5 денари. Па сега ајде да не правиме муабет вака, да не разговараме вака. Прва работа. Втора работа, зголемувате даноци од кирии, од камати, од плати, од спортски обложувалници. Тоа е зафат од граѓаните. Ветувавте дека буџетот на Република Македонија нема потреба да се зголемува, така? Јас ги памтам тие ветувања. Има тука колеги што си и економисти што памтат што зборувале представниците од СДСМ. Велевте пола милиарда краде ВМРО од буџетот, кога тоа ќе се запре, ќе има пари, нема потреба од поголем буџет. Плюс споменици нема да се градат, пак ќе има пари плюс. Нема потреба од поголем буџет. Еве да речеме сега, никој од СДСМ не краде. Никој. За Дујда не зборуваме.
На дуи никогаш не им текнало да такви работи, тоа не дај Боже. Не дај Боже. И сега се е окей, никој не чепка во буџетот, ама пак ќе озголемуваме буџетот. Ама зголемување од буџет е зафат од реалната економија. Си има на меѓународна Евростат си води евиденција колку државата зафаќа од реалната економија. И сега дали се зафаќа од погоре, подоле, од средина, можеме да го дискутираме и ќе одговорам на провокацијата од место, но сепак е зафат од реалната економија. И сега, исто така, и од формално правен аспект, например, ако ова собрание постапува прецизно според законите, не Комисија за финансирање и буџет, почитувана председателке, туку ЗПК треба да гласа негативно по буџетот. Зошто? Заради тоа што буџетот е проектиран врз база на пресметани приходи од даноци кои што не постојат во моментот. Да. Значи, вие имате проектирано 1.500 милиони приходи од даноци кои што во моментот собранието ги нема одобрено. Може би во Министерство за финансии, кога ги држат оние ултралевичарски марксистички сеанси, им се причинило дека вие безпоговорно ќе гласате. Ама може некој од вас ќе слушне аргументи од Стопанска комора, може некој ќе слушне аргументи од професори од економски факултет, може некој ќе слушне од вас аргументи од опозиција, па ќе гласа спротивно на партиската наредба. Како може буџет да се проектира врз база на планирани приходи од непостоечки даноци? Прв пат се слушува тоа. Прво се носат законите, па потоа оди буџетот. Така да од тој само аспект овој буџет е не втемелен на реалните работи. И кратко само да искоментирам заради тоа што почитуваната колешка Жаклина ме провоцира да објасним уште еднаш за данокот, како го викате вие, праведниот данок. Сега вака. Уште еднаш да го објасним, очигледно ќе има потреба да се разјасни. Јас немам никаков проблем да воведеме данок на богатство некакво во Република Македонија. Во светот, почитувана професорке Жаклина, ако можеме слушнете, пошто вие ме провоциравте, во светот тој данок се вика данок на имот. Тој данок се вика данок на имот. И тоа е богатство. Ако јас имам 5 куќи, ама дослушајте ме, бидете стрплива, професорка сте, веројатно имате тренинги за трпение. Ако јас, условно кажано, имам 5 куќи, 3 базени, 4 коли, земјоделско земјиште, хектари, не знам и така натаму. Аз сум вработен како пратеник во Собранието на Република Македонија. Јас ќе зимам плата како и вие. И не влегувам во категорија на луѓе кои што зимаат приход повеќе од 90.000 денари. Ама имам богатство што вреди 2 милиони, хипотетички кажам. Сега, мене нема да ме оданочите. Зошто? Чекај, сега ќе ви објаснам. Нема да ме оданочите дополнително, зошто ќе зимам плата во рамки на основната стапка од 10%. Но некој млад инженер по IT, пример, дај Боже, Миломије, кој што има 27-8 години, нема имот, дошол од град, од провинција, од Велес, од Охрид, од Битола, од ваму, од таму, во Скопје живее под кирија, но таа струка се плаќа и зимат, пример, 110.000 денари. Тој не е побогат од мене или од вас, напротив, живее под кирија во Скопје, а зима 110.000 денари. Тој ќе плаќа поголем данок од мене и од вас. Без разлика, он ќе плаќа поголем данок, по поголема основица. И тоа не е данок на богатите, тоа е данок на успешните. И вие ги криете богатите, колешке, вие ги криете богатите. Пошо ги криете богатите? Дај пуштете во процедура, повлечете го овој закон, повлечете го овој закон, пуштете во процедура измена на законот за данок на имот, еден стан, една кола, една нива,
нека нема ни оданочување. На секоја следна поголема стапка, на вториот стан плюс 7%, на третиот стан плюс 3%, на четвртиот стан плюс 5% и така натака и така натака. Тоа е данок на богатство. А ова вие што го правите е данок на успешни. Зошто? И денеска нема рамен данок. Тоа е популарен термин на кој што се лепиме сите. Денеска во суштина ние имаме пропорционален данок. Ако еден зима плата 15.000 денари, друг зима плата 50.000 денари, трет зима плата 90.000 денари, не плаќаат рамен данок. Овој првиот плаќа 1.500, вториот плаќа 5.000, третиот плаќа 9.000. Значи е пропорционален данок. Затоа вие ќе ги оданочите успешните, веројатно ќе ги казните, не знам зошто, вие си знаете, ама ќе ги заштитите богатите. Сега тие што имаат земјоделски комбинати, хотели, бизниси, чуда, врагови, што возат джипови, ама сметководствено зимаат 72.000 денари плата, тие ќе си плаќаат низок данок. А тие што немаат ништо, живеат под кирија во Скопје, се млади инженери во софтверски компании, тие ќе плаќаат голем данок. Толку ви е праведен вас овој данок. Тоа би требало, колешке Мира, да биде дискусијата за буџет и би замолил, доколку се јавите на контрареплика, навистина да влеземе во една суштинска дебата. Она што како материјал го читате од материјалот од буџетот, го имаме сите и тука мислам дека е доволно преработено. Благодарам.